Благодаря. Почувам подпредседател на събранието, почувам министър за финанси, почувам пратеници, почувам явност. В продължение на моята дискусия, че се обидам да дам мои видове по постът на бюджета на Република Македония за 2019 година. Бюджетът за 2019 година ясно ги отликува вредностите и начинът на работа на владата, а това са транспарентност, отвореност и честност в интерес на всички граждани на Република Македония. Бюджетът за 2019 година е во насока на зачувување на макроекономската стабилност и продолжување со фискална консолидација, попратена со натамошна бюджетска дисциплина и обезбедување значителен фискален простор за инфраструктурни проекти и поддршка на македонската економија. Фискалната политика на владата на Република Македонија за 2019 година е во функција на обезбедување на раст на македонската економија, социјална сигурност и забрзување на пристапувањето во НАТО и ЕУ интеграцијата. Во 2019 година ќе продолжи трендот на раст на платите и вработувањето во приватниот сектор, поддржан со владини мерки со што се зголеми расположливиот доход во домаќинството. Порастот на вработеност ќе биде потигнат преку активни мерки и програми за вработување, поддршка на домашните и странските предпријатија за отварање на нови работни места, како и други мерки за намалување на невработеност. Оттука, проекцијата за раст на бројот на вработени во 2019 година изнесува 2,1%, со што ќе придонесе на намалување на стапката на невработеност на околу 20%. Растот на посечна нето плата во овој период се очекува да изнесува 4,5% на номинална основа. Буџетот за 2019 година е проектиран врз основа на реални проекции и очекувања. Вкупните приходи на буџетот за 2019 година се планираат на ниво од 210,8 милиарди денари, а разходите се планирани на ниво од 228,5 милиарди денари. Вака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,5% од БДП или 17,7 милиарди денари во апсолутен износ. Значи намалувањето на буџетскиот дефицит од 2,9% во 2017 година на 2,7% во 2018 година и сега на 2,5% во 2019 година јасно ја одразува определбата на владата за постепена фискална консолидација како резултат на строга контрола и силна буџетска дисциплина при намалување на непродуктивните расходи, со истовремено обезбедување значителен износ на капитални инвестиции и субвенции за поддршка на домашната економија, кои ќе обезбедат подобрување на економските перформанси. Проекциите на приходите за 2019 година се базираат на реализацијата на приходите во тековната година, очекувањето за економското остварување во идната година, како и реформата планирана кај данокот на личен доход и кај социјалните придонеси. Во 2019 година е предвидено воведување на прогресивен данок за личен доход, со кој што лицата кои имаат повисок доход од 90.000 денари би плаќале данок на доход по повисока маргинална стапка од 18%, но тоа само на разликата од која што е повисока од 90.000 денари. На износот до 90.000 денари и понатаму стапката ќе изнесува 10%. Со воведувањето на прогресивниот данок на личен доход се прави со цел да се намали доходовната неликвидност во земјата. Ефектот во буџетот од воведувањето на овој данок би изнесува 25 милиони евра. Со цел за постепено стабилизирање на пензионскиот систем и обезбедување на негова одржливост во буџетот на Република Македонија, планирано изголемување на стапката на придонесите за пензијско и инвалидско осигурување од 0,4%, изголемување на стапката за здравствено осигурување од 0,1%. Ефектот од зголемувањето на придонесите од 0,5% во буџетите на следните фондови би изнесувало околу 20 милиони евра. Основната цел на буџетот на Република Македонија е да се обезбедат средства за квалитетни јавни услуги, како што се образование, здравство, одбрана и безбедност, социјална сигурност, стабилизација на економијата, политичка криза и нејно враќање на патеките на раст. Со економските и финансите политики, предвидени со буџет за 2019 година, се стабилизира економијата и ги отвараме економските перспективи на земјата. Во буџетот за 2019 година повеќе пари се насочуваат кон граѓаните и стопанството со цел за унапредување на македонската економија, животот и здравјето на сите граѓани на Република Македонија. Буџетот за 2019 година ги обезбедува основните функции на државата, непречена и навременна исплата на плати, пензии, социјални трансфери и други трансфери кон граѓаните, буџетски корисници и други економски субјекти. Растот на реалниот бруто домашен производ за 2019 година е проектиран на 3,2%. Дека овој раст ќе се реализира, дава надеж остварение од БДП во вториот и третиот квартал од 2018 година, кој изнесуваше 3%. Позитивниот придонес врз растот е предвидено да има домашна
побарувачка, нето изvoz и капиталните инвестиции, които ще добият нова динамика. Придобивките, които ще ги имат гражданите с бюджет 2011 година, се 10% сголемуване на платите на специалистите в здравствени установи, 5% сголемуване на платите на основателен медицински персонал от януари оваа година и още 5% сголемуване от септември и за останател технически персонал. За здравствена защита планирани са средства в изnos от 30 милиарди денари. Износ, що е по-голем водно за 2018 година за около 2 милиарди денари. Предвидено е сголемуване на средства за финансиране на здравствените програми, се образуват средства за безплатни болнички здравствени услуги за ранови категории, кои набавка нови лекови за лица с редки болести. За 5% ще сголемуват платите от сетени в сите сфери на явниот сектор. И тоа во училищата, полицията, войската, вратените во градинките, културните работници, професорите, судството, пожарникарите и слично. Се въведува реформиран систем на социална защита, социална детска защита, што се обезведени допълнителни 2,2 милиарди денари по овој основ. Се обезведува детски и образовен додаток за повече от 60,000 деца. Се обезведува средства за навременна изплата на пензиите. Како што растат трошоците за живот и платят так част и пензиите. Пензиите и понатому че се изплачат навременно и 2 пъти во текот на година че се върши нивно усогласување. Во 2019 година планира се вкупно 1,1 милиарда денари средства за спроведување на активни мерки за вработување, кои ќе бидат насочени кон креирање на програми и создавање на нови работни места, како и вработување на млади лица, односно воведување на младенската гаранција. Во 2019 година се вложуваат голем број на средства за равномерен регионален развој. Во програмата за равномерен регионален развој во 2019 година се обезбедени 512 милиони денари. Овие средства се за 108 милиони денари повеќе во однос на буџетот 2018 година. Овие средства се директно за финансирање на проекти за равномерен регионален развој. Ако нови средства ги дадеме и средства ще наменети за регионални пачки, водоводи и канализација, училишти и детски градинки, тогаш бројката за равномерен регионален развој би достигнал 1% од БДП согласно Закон за равномерен регионален развој. Трансферите до единици на локална самоуправа се планирани ниво од 19,1 милиарда денари за финансирање на надежности пренесени на общините и приходи по основ на ДДВ. Овие средства се повисоки од 2018 година за 1 милиарда денари, од кои што 143 милиони денари се по основ на ДДВ дотација, 865 милиони денари е зголемена благодарение дотацијата на училиштата, културата и детската заштита. За 2019 година испланирани се субвенции за земјоделство и руралниот развој во висина од 8,4 милиарди денари. Во делот на капиталните инвестиции, значи во 2019 година планирани е ниво на капитални инвестиции од 26,2 милиарди денари, кои што средства се обезбедени од буџетот, заеми и од ДИПА фондовите. Во 2019 година интензивно ще работи на инвестиции во патната, железничката, комуналната и енергетската инфраструктура. Овие капитални инвестиции се наменети и за подобрување на условите во образованието, здравството, земјоделието, културата, спортот, детска заштита и заштита на животната средина. Во положение детално че е образуван дел од програмите кои се во буџет за 2019 година. Во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство во делот на капиталните инвестиции планирани се вкупно 896 милиони денари за капитални разходи, односно средства наменети за изградба на системите за наводнување. Од овие средства 428 милиони денари се обезбедени од буџетот, а 468 милиони денари се обезбедени од заем од КФВ банка. Значи 589 милиони денари се обезбедени за втората фаза во извода на проектот за Јужно-Вадарска долина. Солидизација нов и крупен капитален проект. Се решава проблемот со наводнувањето на околу 2000 хектари обработливо земјоделско земјиште. Со 274 милиони денари се обезбедени за извода на система за наводнување Зетовица втора и трета фаза. 27 милиони денари се наменети за хидросистемот Лисиче. Со хидросистемот Лисиче се обезбедува вода за пиење за градот Велес и вода за наводнување на околу 5000 хектари земјоделска површина. Техничка вода за потреби на индустријата, како и дополнување на акумулацијата младост која се наоѓа во близина на градот Велес. Дополнително, системот овозможува искористување на водниот потенцијал за производство на електрична енергија. Вкупната инвестиција на овој проект изнесува 28,5 милиони евра, истиот ќе се реализира во неколку години. Наводнувањето е еден од приоритетите на оваа влада, поради што едните политики кои ќе ги
кои ќе се придружуваат преку Министерството за земјоделие се во делот на водостопанство и изведен системи за наводнување. Исто така, битно е да се напомене дека и во делот на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство се развиваат и други капитални проекти кои ќе исплаќаат преку платечната агенција. А тоа сте изграда на браната Конско, планирани се 630 милиони денари, изграда на браната Речани 313 милиони денари, изграда на система за наводнување Равен Речица 320 милиони денари и рехабилитација на пунктна станица Дебар се планирани 70 милиони денари. На крај ќе завршам и ќе кажам дека овој буџет за 2019 година е буџет кој има социјална и развојна компонента од кој што користи имаат сите граѓани на Република Македонија и затоа јас ќе го поддржам овој буџет. Благодарам.